Фестивалот на планински филм Ехо веќе 15 години ја негува планинарската култура и со животот на човекот со планината, нудејќи секоја година одличен избор на планински филмови, но и многу други активности кои што го одбележуваат фестивалот, кој што годинава го слави својот мал јубилеј. А фестивалот оваа година ќе започне на 18 октомври и ќе трае се до 25 октомври, 8 дена, до сега најголема понуда и најбогата како што доликува на еден јубилеј. Во следниве минути разговарам со Игор Талевски за да ги дознаеме сите детали околу ова јубилејно издание на Ехо. Здраво и честитки пред се за 15 годишниот јубилеј на многумина омилениот филмски фестивал, меѓу кои секако и мој омилен фестивал. Здраво и благодарам, како и секоја година, поддршка од вас за представување на фестивалот пред нашата публика, пред тоа да почне да ги запознаеме накратко со содржините на фестивалот. Точно, значи, еден јубилеј, 15 години, пред 15 години, точно на овој простор каде што сме, кинотека, започна да се случува приказната тогаш денови на планински филм, а сега веќе е меѓународен фестивал на планински филм. И како што споменавте, оваа година прв пат 8 дена. Започнавме со програма пред тие 15 години од 2-3 дена. Органски растевме до 5 и стигнавме до 8. Навистина е тешко од напливот на содржина која што можеме да ја споделиме, да селектираме. И оваа година одлучивме да се прошириме во број на денови, така да 8 дена, започнувајќи од 18 петок. Ајде да почнеме токму од свеченото отворање, кое ќе се случи на 18 октомври во Домот на армијата. Што ќе биде она што ќе може публиката да го види, затоа што за разлика од сите претходни години, кога на самото отворање имаше повеќе проекции, овој пат се одлучивте таа вечер да биде резервирана за еден единствен филм. Секоја година на нашиот фестивал аплицираат на отворен меѓународен повик скоро по 200 автори, оваа година 250 автори од целиот свет. Ние на нашите социјални медиуми, на нашиот сајт објавуваме една мапа да се види дека навистина од скоро сите континенти различни автори се инспирирани да споделат својата приказна инспирирана од планините пред македонската публика. И оваа година од сите тие приказни ние селектиравме 60-тина, кратки или долги, и се одлучивме за еден филм кој што не остави еден многу убав впечаток, филм кој што е наша приказна. Значи, ние преку нашиот фестивал сакаме да инспирираме заедницата се повеќе да ги сака планините, сакаме да инспирираме да ги почитуваме тие луѓе кои што биле пред нас во спортот и сакаме да инспирираме љубов кон својата земја. И сите овие елементи ги има во тој филм. Се работи за филмот Виорник од Работ, од режисерот Игор Вртачник, кој што благодарение на амбасадата на Словенија ќе биде гостин при отварањето. И ги поканувам сите влюбеници во планините и природата да дојдат да го погледнеме заедно филмот, бидејќи навистина никој нема да остане рамнодушен, ќе бидеме сите инспирирани и трогнати од таа приказна која што ќе погледнеме. Раскажан едноставен начин, меѓутоа ги има сите овие длабоки емотивни елементи во него што навистина е прекрасно да се сподели на овој јубилеј. Освен филмовите кои што влегува во таа финална конкуренција и кои што ќе бидат прикажани во тек на следните денови и ќе може да ги види публиката во кинотека на Македонија, постојат и голем дел други активности на ова 15-то јубилејно издание, почнувајќи од работилници, презентации, изложба на фотографии, да ни откриете малку дел и од таа дополнителна програма. Така, значи по отварањето во Дом на арма во петок, целата програма потоа ќе се случува во кинотека, во 2 кина, сето тоа може да се погледне на нашите медиуми на сајтот и ќе бидат споделени околу 60 филмови со различна содржина, дали се тоа спорт, култура, екологија и слично се што е поврзано со природа и со планина. Меѓутоа ќе имаме и доста друга пропратна содржина која што се повторува во изминатите години, како работилници за деца, например, секогаш сакаме да од млади нозе, новите генерации ги насочиме во правец на природата и планините, така да во соработка со наши веќе повеќе годишни партнери, би ги спомнал тука Урсус Пелеос, Екологик и Македонско еколошко друштво,
Сите тие на свој начин, со своја тема, ќе организираат работилници. Работилниците ќе се случуваат во Еухаус и една работилница тука ќе биде во кинотека, во дворот, каде што ќе можат децата да научат како се поставуваат фотозамки за следење на балканскиот рис. Ја мислам дека тоа е интересно и за возрастите, не само за децата. Потоа споменавте изложба на фотографии, благодарение на амбасадата на Италија, ќе имаме фотографии од експедицијата на К2 за време на првото искачување на К2 од 1954 година. Исто така ќе имаме и доста гости, презентери на многу актуелни теми. Тука се повторно Македонско еколошко друштво со презентации за пожарите, што пред и после нив, панел кој што е со наслов Мечка страв, мене не страв, на кој што ќе се збори за тоа дали е возможен соживот помеѓу мечките и луѓето. Потоа ќе имаме двајца гости режисери со поддршка на амбасадата на Италија, амбасадата на Полска, кои што ќе зборуваат од свој аспект како е да се раскаже една приказна за планините. Имаме отворен фотоконкурс за најдобра фотографија, на која што им даваме можност на голем број на луѓе преку фотографија да ја раскажат својата приказна со планините. Имаме работилница за филм, така да имаме многу содржини кои што верувам секој ќе си најде нешто интересно во тоа да не посети во кинотека и да уживаме заедно. Програмата на вистина богата, како што доликува на еден јубилеј сите овие години. Публиката можеше бесплатно да ги следи овие проекции, да ги следи активностите. Верувам дека така останува и оваа година. За оние кои што можеби не дошле во претходниве години, иако Ехо фестивалот на вистина има голема публика. Па да, успеваме сите овие години, така ќе биде и оваа година. Влезот на сите овие содржини да е бесплатен. И еве упатувам покана да кажам, секој кој што чувствува некаква потреба да не поддржи, тоа ќе има начин да го направи преку, например, купување на книгите кои што сме ги издале. Имаме до сега 8 книги издадено, за следната година еве најавувам најмалку 2, така да со купување на тие книги ќе може да ни помогне да продолжиме со издаваштвото на планинска литература. Да напоменеме дека фестивалот има и надпреварувачки карактер, има жири кое ќе биде задолжено да направи селекција од оваа селекција што веќе претходно е направена, кои ќе бидат членови на жирито и како всушност ќе тече самиот избор и жирирање. Инаку би сакал да споменам за гостинот кој што ни доаѓа од Франција, кој што ќе одржи презентација за како тој фотографира или снима во планините, Улис Лефевре, кој што доаѓа со поддршка од амбасадата на Франција. Тој всушност има и задача во медиумите во Франција да пишува за Македонија. Практично по неговата презентација која што ќе се одржи во недела, тој во текот на следните денови ќе ужива во дел од програмата наша, меѓутоа ќе посети некои практикувачи на уживатели на планината, например Национален парк можеби Шарпланина, ќе отиде во Охрид да се сретне со спасителната служба и така. Во Прилеп ќе ги посети болдерите, ќе прави таму планинарење некое. И на тој начин имаме и ние можност да помогнеме во промоција на Македонија надвор кај други уживатели кои што можеби ќе бидат инспирирани да не посетат. Игор, на вас како организатор и на неуморниот тим на Ехо ви посакувам успешна реализација на ова јубилејно издание и се надевам дека публиката овој пат ќе биде многу бројна и ќе ужива во богатата програма. Јас повторно би сакал да ви се заблагодарам многу. Уживам во разговорите со вас, посебно бидејќи знам дека и вие самите си ја сакате планината и ги поканувам сите да дојдат да не посетат во некој од деновите. Ветувам убава програма.